Колега, знаеш што размислувам во последно време? Не. Наискрено, дојде време дефинитивно да смениме место на живење. Крај. Чекај, нели Дојран него менјаш за Палма де Мајорка, брат? Не го менувам Дојран, ја не мислев на себе, колега, мислев на тебе. Извини, колега, ја те слушнав. Множина рече, да смениме, така рече. Така, реков, мислејки на вас скопјаните. На нас, скопјаните. О, фала ти. Чекај, што па ти не си скопјанец? Сум, ама само кога сум во Битола. Како во Битола само? Така бе, колега, едноставно, кога одам во Битола, автоматски станувам Скопјанец Битола. Како пееше, оно што не може да го смислам. Да. Јас сум скопјанец. Се маскира пред да излезам, капа шал и очила, инкогнито патувам. Јас сум скопјанец Битола. Јас сум скопјанец. Тоа заради ќотекот, така? Не. Ето? Тоа е, колега, заради женските, заради надалеку познатите битолски чупина, заради кои вреди секој ќотек на овој свет, а тие пеко забелја не сакаат нас, скопјаните. Не сум го знаел овој податок. Кој е, за слабоста или за... Ќотекот. Но и двете. И за слабоста и за ќотекот. Проверено е, колега, и едното и другото. Да, ти верувам. Добро, живо ме интересира. Што смисли ти, куде треба да се преселиме ми скопјанци? Каде? На Гренланд. На Гренланд? Зашто баш на Гренланд? Затоа што тоа е вистинското место за нас. За кој нас? За врсовците, колега. За кој нас? За нас, за зелените. Кои зелени, бе? Сите зелени, колега. Светло-зелени, темно-зелени, средно-зелени, зимзи. А што се фател ко пијан за плот? Кој нас, кој зелени? Верувај ми. Гренланд, крај. Знаеш ли ти дека името му е тешка измама на Гренланд? Најтешка измама. Зелена земја. Зенема од зелена. Зенема. 80% покриена со санти мраз, дебели по 1 милја. Ти кажем, што ќе правиме ние таму? Што? Ништо нема да правиме. Ќе уживаме. Нема да ораме, нема да копаме, нема да садиме, нема да сееме, нема да жнееме. Само ќе блееме. Па нема овци таму? Нема, ама има нарвали или нарвали, не знам како е точно. Правилно како е? Нарвали. Значи нарвали. Нарвали, тоа се оние што китови со големи рогови овде кај што им. Браво, колега, токму тие ги викаат токму така. Еднорог на морето. Си юникорн, така. Да, има уште, имаш поларни мечки, познати се тие, имаш преубав гренландски поларен бел буф, знаеш како? Да, имаш лисици, ти веќе си ги видел. Морж и толку. Морж има? Интересно. Абе, колега, знаеш дека во последно време со ова мустакиве личиш малку на морж? Понекогаш. Не знам, тоа си е твое гледање, мене некои луѓе ми рекле дека ги потсеќам па на Гоце Делчев, например. Па потсеќаш ти на Гоце Делчев, ама на Гоце Делчев од Али Експрес. А знаеш ли ти како би си поминал на Гренланд? Би уживал таму. Повеќе од сите нас заедно. Зошто па ја повеќе што сум ја специјален нешто? Па ти си специјален со овие мустаци, како морж ке те сликаат заедно со фокиве за туристичка атракција, па ќе има на разгледници, на мајци, на капи, на календари, распоред на часови. Може и на конзерва за сардина ке ме става. Тоа, ти ако успееш у кариерата таму ќе си завршиш. забавен, Сардина, те крена може тој со морнарското. Многу си забавен, да. Да. А да те прашам нешто, бе, ескими има таму, така? Има, ама не сакаат баш да ги викаш така. А како сакаат да ги викаш? Инуити. Инуити? А секој еским сака да го нарекуваш инук. Инуитиве се луѓето, популацијата, а инук е личноста. 88% на Гренланд се такви. А другите? Другите малце данци од управата, по некој странец. Македонци нема? 100% ќе најдеме да одиме тоа, тој ќе најдеме некој прилепчане што држи буреджилница Битола некаде во. Да. Значи ескими нема, така? Абе, колега, па тоа ти се инуитите, тоа ти кажува. Само кога ќе им кажеш еским, се како да се навредуваат, малце го сваќаат тоа расистички малку. Исто како што не смееш да кажеш
Исто. Да. Мислам, така. А не смееш? Абе ти смееш, ама не е добро. Да. А они меѓу себе смеат да се викаат Еским? Како е ова прашање, бе, колега? Па, како например, бе, еј, Еским, дојди ваму. Еј, Еским, Ама дай на цигара. Кај се прашуваш глупости, да се вратиме на темава на главно, о Гренланд. Замисли о Гренланд, неколку градови, а не се поврзани со патишта, нема автопат, регионален пат, Како селски се пат. поврзани, како патуваат од град до Па град? патуваат, паметни овие хеликоптери, па санките тие со хаски што ги влечат, што ги гледаме на филмови, бродчиња мали, секој се место по едно брод. Има повеќе бродчиња од автомобили, абе да се чудиш. Не. Да. А чекај, а на кој јазик зборат на Гренланд? Па на гренландски, на кој? Измишляш сега. Не бе, сериозен сум? 80% е инуитски, 20% дански, и тој јазик се учи по школите, и сега во последно време учат и англискиот, и кога ќе дојде ова американскава управа нова, да, може да се разберат. А ти знаеш некој збор инуитски нешто? Ќе се чудиш кои зборови се инуитски. Абе ќе се чудиш и ќе се крстиш. Игло. Игло. Па нема игло на друго место. Игло, добро тоа го знаеме. Има логика, да? А зависи кој друг збор е инуитски. Кајак. Не. Замисли го ти инуитот пред 300 години на минус 5-6 онгол се покрил само со некоја мечкина кожа на него, пола равечка. И со тоа кајакот. И со тоа мразот го пробива. Со кајачето. Со кајачето. Кајчето? Кајачето. Виде. Вижи да го сме ние поврзани. Виде ли охриѓане и како... А чекај, инуитите го измислиле кајакот? Инуитите го измислиле кајакот, бе, колега. Типа Америка е открил. Добро бе, па ние сме го измислиле црешовото топче, па не се фалиме. Не тропај. Не тропај глупост. Добро, а што јадат бе таму, брат? Специјалитет на куќата, муктук. Моктук. Што е тоа? Муктук е нешто, значи вака, сирова кожа од кит. И на неа ги ставаат сите морски плодови можни. И тоа кожата вака се затвора као затворени пици што прават кај нас. Тоа е отвара шарената и печено го јадеш, така тоа? не. Во моментот кога треба да стане, го враќаш назад, го отвараш, се јаде такво бе сирово, живо. Што бе, здраво е тоа. Ајде бе, толку ли немаат бе брат сарма да си направат бе летна манџа, нешто пипери и јајца бе. Леле бе, колега бе, ти си навистина станат еден роб на традицијата. Абе, јас сега да ти отворам нови пространства, нови видици, ти ми збориш за пиперки потлиџени и за јајца. Бе, гледам малку пошироко да му се не види, замисли ја сцена. На Гренланд, ти у дневна соба продира дневна светлина, ти го гали челото тука, Аурора Бореалис. Аурора Бореалис свети низ прозорчето. Замисли. А сонце има таму? Сонце од 25 мај до 25 јуни. Ништо, уживаш. Си ловиш нарвали, си се шеташ со санките, со хаските, јадеш муктук. А како им се вика главниот град? Нуук. Како? Нуук. Како народна универзитетска... Кажи го уште еднаш, молим. Нуук. Нема шанс. Ти те праша некој. Кај живееш? У Нуук. Што ќе јадеш? Муктук. Извини, сакаш да те возиме со кајак или да те влечкаат Агагук и на Нук? Ја од едно такво место дојдов у Скопје, немам намера. Иди си ти за Гренланд, ја ќе си останам тука. Ке се кажеш, ама ке видиш дека ке се кажеш, абе ке се кажеш, бе. Ке се кажеш кој ке рипне квадратот на Гренланд. Ке се јаваш после, комшија, може ли да дојду? А ја до Трамп Плаза у Нук сум направил апартмани, ја 3 спрата, најгоре живеам, 2 ги изнајмувам, ама ти знаеш како ги спиеш, во некое игло, со некоја дебела инуитка, така ќе заврши. Прати ми слика кога ќе стигнеш да видам, пак ќе ти се јава. Не ти праќам слика, ќе ти ја пратам фотографијата на годината. Насловна на National Geographic, 2 нарвали, а на нарвалите качени Мис на Гренланд, Доналд Трамп и јас. Доналд Трамп? Слушай, ми е Доналд Трамп. Да, бе. Мисицата на Гренланд Така. и јас и јаваме кон бесконечноста. И кркате муктук. Муктук, фуктак, муктук.
Ке се каеш. Ме барате си. Кој? Ајде цел. Види да не е мисицата, жити. Трамп. Ало? Не. А не е тука. Не е тука. Да, чувајте му до Трамп плаза, чувајте му едно 300 квадрата. Доста. Куќа ке пред доста. Ајде, чао. Како ке се каеш? Батериите и ситниот отпад не се фрлат во обично ѓубре, штитни се за природата. Постојат специјални контейнери за нив, но дали младите знаат за истите и дали ги користат? Најчесто не се забележителни бидејќи се преполни со друг тип на отпад или со штетени, а никогаш дури запалени. Денеска разговараме со моите соученици, професорката по биологија Лидија Николовска-Ташковска и Билјана Костадинова од Нула отпад. Ние се наоѓаме моментално во гимназијата Јосип Броз Тито во срцето на Скопје. Денеска ќе разговараме за важноста од селекцијата и како се потребуваат овие контейнери правилно. Знаеш ли што спаѓа под ситен електронски отпад? Да, под ситен електронски отпад спаѓаат малите батерии, телефони, слушалки, USB-ња и тие се најчесто уреди кои што порано сме ги користели, денес и сега немаат никаква употреба и затоа спаѓаат во отпад. Да, знам. Под мал ситен електронски уред спаѓаат уреди кои работат на батерија или струја, во кои спаѓаат мобилни телефони, стари батерии, како и некои слушалки или USB уреди. Ви благодарам. Искрено кажи ми, каде завршуваат тие стари батерии и стар ситен електронски отпад кај тебе дома? Па тие најчесто завршуваат во обичното ѓубре и искрено не знам каде точно треба да завршуваат. За жал, тие батерии и таквиот отпад не завршува во рециклираните, во посебните контейнери за рециклирање, туку најчесто дома или во обичниот отпад, што прави поголема штета. Дали знаеш дека има посебни контейнери токму за тие стари батерии и стар електронски отпад? Да, знам дека ги имам приметено по некои од трговските центри и молови, но најчесто се уништени и се полни со друго ѓубре. Да, знам дека има такви посебни контейнери за рециклирање, ги има и во некои супермаркети, но луѓето ретко ги користат и бидејќи има полесно ги фрлат во обичен отпад. Ги имаш ли приметено тие контейнери повеќе по маркетите или по јавни места? Јас најмногу ги имам приметено по маркетите, но најискрено ги имам приметено и по улиците низ градот, ама сепак мислам дека се многу ретки и дека треба се повеќе и повеќе да ги има. Според мене ги имам приметени во маркетите и по улиците, но по маркетите повеќе ги имам приметено бидејќи се поретки и често пати кога ги имам приметено се запоставени од други ѓубриња или луѓето немаат навика да ги користат, а по улиците тие се многу ретки и според мене треба да има повеќе бидејќи така ќе не стане навика да ги користиме. Фала, Ведички. Мислиш ли дека често ги игнорираме тие контейнери бидејќи се полни со друг тип на отпад или пак се само оштетени? Мислам дека ги игнорираме бидејќи да, се пуни со различен отпад и повеќето гадни е да ги допираме и мислам дека ако ќе имаше повише хигиена, ќе се користаа повеќе. Да, јас се согласувам, мислам дека све поише ги игнорираме само нив. Ако знаеше дека ги има во поголемите маркети овие контейнери на други јавни места, дали би ги користела повеќе? Па да, сметам дека треба повеќе да се користат тие канти за електронски отпад и треба да се стават на повеќе јавни места. Бидејќи ако има на повеќе јавни места, тогаш пристапни ќе бидат до луѓето и почесто ќе бидат користени. Ако ги имаше почесто во нашата околина, мислам дека сите почесто ќе ги користевме наместо да ги isfрламе во обични канти за отпад. Што мислиш дека повеќе фали, информација или пак навика кај луѓето? Јас мислам дека фалат и двете, но најчесто фали навика бидејќи ние сме на некој начин информирани дека постојат такви контейнери, но немаме навика да ги фрламе каде што има местото. Така, во право си дефинитивно. Јас се согласувам со нејза, мислам дека информацијата е премногу важна, но сепак луѓето треба да си имаат своја навика и бидејќи ако тоа не биде во секојдневието, ние можеме да го спроведеме. Сакам да прашам колку темите поврзани со екологија се застапени во наставната програма кај нас.
За жал, по мои видувања, темите се малку застапени. Секогаш може повеќе и подобро да биде тоа. Точно. Малку се. Малку сме. Мислам дека од европските стандарди сме на некое пониско ниво. Дефинитивно треба повеќе се стави акцент Треба секако, на екологијата. повеќе, Како реагираат учениците на вакви теми? Убаво. На учениците им се многу поинтересни Покажуваат темите интерес. за екологија. Да, интересот Да. е многу поголем за темата екологија, отколку за другите теми кои што ги обработуваме по предмет. Да, така. Колку според вас е важно еколошкото образование да се введе што порано кај децата за да стекнат навик? Јас мислам дека нема поважно, бидејќи ние живееме во природата, така? Да. Ние, екологијата е наука за меѓусебните односи на живите организми и на природата. Да, Така да, значи, точно. нема нешто поважно од екологијата. Каде би живееле ние ако немаме Така е, за себе си свесност пред се за го правиме екологијата, ова. да. Дефинитивно. Еве јас алудирам се повеќе на моите врсници да се грижат за околината. Значи најважно е. Значи нема поважно од Дали мислите дека училиштата имаат доволно услови и поддршка за практична настава, не само за теоретска? Па имаат, кога се сака се може. Едноставно имаат. Може да се најдат услови, да. Така е. Што сметате дека е клучно за младите да развијат одговорен однос кон електронскиот отпад? Значи, за да развијат однос кон електронскиот отпад, потребно е во училиштата од најмала возраст, меѓутоа не да останеме само во основни училишта, тоа да го продолжиме понатака и во гимназиското образование, во средното, и секако е важно и влијанието од дома. Точно. И од медиумите. Дефинитивно. Колкава улога имаат наставниците во создавање на еколошката свест кај учениците? Па ја мислам голема. Значи јас се трудам да имаме голема. Сега секојаш викам од 30 на 5 да им влезе, имаме успех, ама Да, со самиот овој гест мислам дека оставивте голем впечаток сега па се надевам, ќе сменат некои се надевам. навики. Дали вакви проекти со работки со компании и организации може да направат реална промена? Секако, бидејќи така практично, значи гледаме отпадот што го селектираме, каде оди понатака, бидејќи на луѓето не им е многу јасно што е селектирање, што е рециклирање. Точно. Значи ние Да. прво треба да го научиме постапката на селектирање, па понатака кога имаме соработка со компаниите, знаеме точно што се случува со тој отпад. Што би им препорачале на младите како прв чекор кон поодговорно однесување? Како прв чекор е па убаво зборот чекор. Значи и најдолгото патување почнува со еден првиот чекор, чекор. Е така. Значи ние секогаш да поидеме од себе. Точно. Значи што јас правам, што јас селектирам и што јас правам за да ја заштитам природата и да ја применам екологијата. Кога сите така ќе почнеме од себе, ќе имаме резултати на некое европско ниво, нели? Ние сме сепак во Европа, тежнееме кон тоа. Да, најчесто луѓето викаат нема везе едно ѓубре ќе фрлам, но прави разлика, се почнува од едното ѓубре, од еден чекор. Така е, за се е така. Батериите електронскиот отпад се многу опасен отпад. За да ни разјасни што е тоа опасен отпад, тука е Билјана Костадинова од Нула отпад. Нашите пријатели од првиот ден. Билјана, би сакала да започнеме еве едукативно. Што е тоа електронски отпад, да разјасниме на моите соученици? Електронски отпад се стари, дотраени, нефункционални или непотребни електрични електронски уреди, чиј животен век веќе е истечен, или накратко сите работи кои што функционираат на струја, батерии или пак го имаат зборот паметно во своето име или смарт уреди. Ке почнеме од информатичко-комуникацијска технологија, како што се десктопи, лаптопи, монитори, периферни уреди и помошни средства како тастатури, слушалки, па се до поголеми уреди од домаќинството како што се шпорети, фрижидери, машини за перење, телевизори, спортско-рекреативна опрема, електронски играчки и слично. Ајде сега малку вау момент, колку е тоа во количини? Обемот на електронски отпад не може да се игнорира. Статистиката вели дека 2022 година е создаден 62 милиони тони електронски отпад, што е за 82% повеќе отколку 2010 година, што значи дека имаме еден огромен пораст. Предикциите одат до таму што се прогнозира дека 2030 година би имале 82 милиони тони електронски отпад. За да можам тоа посликовито да го доловам, замислете тоа е да ги собереме сите патнички авиони кои што постојат во светот на едно место, значи зборуваме за огромна количина на отпад, или во просек 7 до 8 килограми по човек на годишна база. Овие големи бројки на вистина звучат застрашувачки. Што значи тоа за нас и за природата?
во трката по технолошки пронајдоци, постојано купуваме нови уреди, дури и кога старите уреди се уште функционални, но ние сакаме да купиме нешто ново. Кога апдейтите на софтверите не пристигнуваат, кога уредите се премали, спори или здодевни, сите сакаме да го имаме најновиот модел кој што го има во продавница и сето тоа генерира огромни количини на отпад. Причина за тоа е брзиот технолошки напредок, агресивниот маркетинг на компаниите кои што ги произведуваат и продаваат овие уреди, потоа потрошувачките навики на нас луѓето, како и потешкотиите со правилна селекција и рециклирање на овој вид на отпад. Овој проблем е предизвик дури и за најразвиените општества, што значи дека често овој вид на отпад завршува измешан со комуналниот отпад и така завршува на депонија, каде разнишен од временските околности, токсините кои што ги содржи во себе, многу лесно може да го најдат патот до воздухот, водата и до почвата, да навлезат во синџирот за искрена и потоа се знае во нашите тела како предизвикувачи на сериозни заболувања, па од тука електронскиот отпад не е само еколошки проблем, туку е и здравствен проблем кој што доаѓа со задоцнување, но е несомнено дека ќе дојде и ќе се случи доколку со овој отпад не се постапи правилно. Реално никој не излегува без мобилен телефон овие денови во денешницава. Колку често се менуваат, што содржат во нив? Така, мобилните телефони се неопходен дел од стилот и навиките на луѓето во денешницата, почнувајќи од најмалите, ги вклучува сите генерации, од најмладите до најстарите генерации. Мобилниот телефон представува една мала џебна хемиска лабораторија. Во себе направен е од 20 до 40 хемиски елементи, содржи неколку видови на пластика, вклучувајќи бакари, бакарни компоненти, олово, калај, алуминиум, мали количества на сребро и злато. Околу 1% има успорувачи на пламен кои што се токсични и од токсичните елементи кои што ги има во нашите мобилни уреди би ги издвоила оловото, арсенот и живата. Значи има токсични метали кои што треба на правилен начин да се постапи со нив кога нашиот мобилен телефон ќе стане отпад. Воедно при производство на мобилните телефони се трошат многу ресурси. Проценето е дека јаглеродниот отпечаток на производствениот процес на мобилните телефони е еднаков на вкупни годишни емисии на една мала земја. Што значи дека од земјата се трошат неверојатно многу ресурси за да се оствари побарувачката на мобилни телефони која што ја имаме денеска и се копат од 10 до 15 килограми руда за да се направи само еден мобилен телефон. И тука треба да го земеме во предвид фактот дека се трошат околу 200 компоненти, 200 пати повеќе компоненти отколку оние што ќе завршат во финалниот производ. Па од тука процесот на урбано рударство, односно рециклирање на нашите стари мобилни телефони, дури 80% од материјалите кои што ги имаат нашите мобилни телефони може да се реупотребат, да се рециклираат и да се направи нов мобилен телефон. Па од тука заштедуваме многу ресурси од земјата со една едноставна и правилна постапка, ако нашиот стар телефон го фрлиме во правилната канта наместо да го фрлиме со останатиот отпад. А што со старите батерии? Дали представуваат можност или опасност повеќе? И отпадните батерии се и можност и опасност. Опасност се бидејќи и тие како и мобилните телефони и останатиот електронски отпад и електронски уреди содржат токсични метали како олово, кадмиум и жива, кои што доколку не се фрли во посебна канта, ќе заврши на депонија и ќе биде можност да загади вода со тоа што само една батерија малечка од овие преносни што ги користиме дома сите има моќ да загади 600 литри вода, што е во превод вода потребна за 11 луѓе во текот на една година. Истата таа батерија ќе загадува почвата со децени, така што со една мала погрешна постапка правиме огромна штета врз животната средина, потоа се разбира и врз здравјето на луѓето. Можноста кај батериите што тие можат бесконечно да се рециклираат. При рециклирање на батериите се заштедува околу 45 до 90% енергија, отколку да копаме руда и наново да го почнуваме целиот производствен процес. Исто би сакала да кажам дека енергијата која што се користи за да се направи само една батерија е 50 пати поголема отколку енергијата што ќе ни ја даде таа батерија. Да. Ако зборуваме за одржливост на долги стази и да можеме да ги зачуваме ресурсите за овие генерации и многу генерации по нив, правилно да постапиме со батеријата би значило многу. Што може да направи секој средношколец?
Се што правиме, прави разлика. Прашањето е каква разлика сакаме да направиме. Не треба да си експерт, научник, професор или некој претерано ангажиран екологист или активист за да направиш убава промена. Прво и едноставно, старите батерии дома можеме да ги чуваме во една посебна кантичка и кога ќе ја наполниме да најдеме првиот зелен сад во најблискиот маркет и таму да ги отстраниме нашите батерии. Мобилните телефони, младите ја користат технологијата за да се поврзуваат, да се едуцираат. Тие автоматски се и они кои што најмногу генерираат електронски отпад, бидејќи ги менуваат мобилните телефони на 1 до 2 години. Сака да го имаат најновиот мобилен уред што ќе излезе. Стариот мобилен телефон треба да заврши во кантата за рециклирање. Доколку го чуваат подолго од 3 години, тоа не е веќе резервен телефон во фиока, туку е отпад. И треба да заврши на правилно место. И воедно би требало да ја пренесат пораката дома на сите нивни пријатели, на блиски, на соседи, на баби и дедовци за можните начини за селекција и рециклирање. И за крај би сакала да ве прашам каде може да најдеме места каде што ќе ги фрлиме на правилен начин старите батерии и електронски отпад. Со старите батерии има зелени садови кои што се наоѓаат во сите поголеми маркети и молови и во поголеми фирми и училишта. Тие личат самите на батерии, се во зелена боја и пишува место за отпадни батерии и таму не припаѓаат фискалните сметки, лушпи од банани и друг вид на отпад, туку само стари отпадни батерии. За ситниот електронски отпад има на повеќе локации контейнери наменети токму за таа намена, поставени се на повеќе од 400 локации во повеќе од 40 општини. Еве би дала совет овие паметни дечки и девојки да не заследат на нашите социјални мрежи и да видат кои се локациите каде се може да го отстранат електронскиот отпад и батериите. А воедно ќе поставиме и во училиштето Јосип Броз Тито сад за батерии и планираме една заедничка акција за меѓународниот ден на батеријата 18 февруари, каде сите и на дело ќе покажеме како се селектира и рециклира. Контейнерите за батериите и за ситниот електронски отпад се тука. По разговорите со учениците, професорката е нула отпад, заклучокот е јасен. Информацијата секогаш постои, но навиката никогаш не достасува. Заклучокот е јасен дека информираност, одговорност и навика е потребна. Затоа бидете одговорни и направете вашата разлика. Дечки, дали имаме нешто уште да кажеме? Ако гледате Агенда 21, ќе не гледате и нас. Јобата. Браво, дечки! Има мобилна апликација. Тука се скенираме за да машината да ме препознае мене, го пуштам шишето и добивам поени за тоа шишето. Сега овие поени кои што ги имам јас ќе ми стигнат на мојата апликација, ќе си ги претворам во ваучер и во одредени кафичи или во маркетите со кои што соработуваме, кои ќе си пазарам, ќе си добиам попуст. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Здраво, јас сум Капка моторно масло. Мојата работа е да го одржувам моторот на вашиот автомобил во вистинска моторна форма. Но откога ќе се истрошам и неправилно ќе бидам исфрлен, можам да направам голема катастрофа во природата. Замислете мене, една мала капка можам да ја загадам природата со години. Но за тоа имам решение. Ако правилно ме собирате мене и моите пријатели, како што ни информираат од EcoFluid, иако веќе сме истрошени масла, можеме да бидеме рециклирани и да станеме повторно корисни производи. Биди ин со природата во тим. Да, го имам видено. Апсолутно, бидејќи знам дека има токсични супстанции ако подолго стојат, течат и така натаму и треба да се складираат соодветно. Елете контењерче за селектирање на батерии. За батерии да се фрла. Тие потрошените, што им правиш? Ја фрлам у ѓубре. Не треба така, нели? Се селектираат во вакви контењери и кога ќе го напуниш овоа канче, го носиш овдека и ги истураш батериите. Важи? Повели, дали имате празни батерии по дома? Да, секако. И што правите со нив? Тие знам се рециклираат во маркетите има вакви као пластични и се фрлаат таму батерии. Тие ги рециклирам? Да, тоа знам.
Јас имам една пластична, да кажам, кутија и потоа одам во маркетите каде што има и ги ставам во тоа пластично. Девојчиња, повелете, се надевам дека ќе селектирате батериите. Каде ги селектирате? Во какви контењери? Во нула отпад контењери. Во нула отпад. Ма ги селектирате? Имам таква пуна. Јас таклени. Ве пуни? Ти? Ја не знам, јас имам едно. Од разните батерии што ги имате по дома, што правите? Ќе ги рециклираме. Дали селектираш дома батерии? Да, имам, ама од основна. И сите батерии се там. Од основно го чуваш. Не знам кај да ги однесам. Не знаеш, имаш во поголемите молови еден зелен округол контейнер, тие, цилиндрите точно и таму се оставаат. Добро. Океј, имаш многу електронски и електричен отпад дома. Што му бреш? Па, сега го складирам за денешка да го фрлам после. А зошто го складираш? Дека да се насобере, да не одам сега поише пати. За рециклирање На што? на електронски отпад. Што ти е првото нешто што ти доаѓа на памет кога ќе ти кажам електронски отпад? Па стара електроника, батерии, нула отпад. Имавме голем еко концерт и акција за собирање на електронски отпад и батерии. Секоја дома се носи се што има. Зелените контењери ги користам искрено. И последно фрлив тастатура, некоја не знам скршана од дома, не функционираше ништо. Си се изнервирал, јас скрш. Па можда. И ја собрав, ама искрено ти кажам, шетајки не можев да најдам еден што не е испокршен, нозе ми падна да го најдам, ама на крај го најдов и го фрлив.